Се надевам дека ќе продолжиме понатаму со добра дискусија. Особено ме радува што има дискусија од страна на присутните. Не оставивте повторно само ние да се изборуваме и за тоа ви благодарам. Се надевам дека мојата презентација ќе предизвика повратен импулс од ваша страна и повод за дискусија. Денешната презентација на овој јавен состанок беше замислена како продолжение на претходните презентации, посебно на првата презентација, каде што колегата Синиша објаснуваше кои се регулативните мерки кои што агенцијата ги презема во текот на оваа година, согласно и програмата за работа која што најавивме, ако се сеќавате, минатиот јавен состанок. И во сите досегашни дискусии што ги слушнав како последица од таа презентација, мислам дека се наметна прашањето за следнава презентација. Во согласност со определбите на Агенцијата за електронски комуникации во 2014 година да посвети целосно внимание на развојот на широко појасниот интернет во фиксните мрежи, презеде Агенцијата голем дел активности, од кои што некои ги слушнавте, некои сега ќе ги слушнете, а некои допрва ќе ги најавиме како агенција. Главен проблем кој што го посочивме е намалувањето на приходите од страна на операторите, посебно операторите, историските оператори и инкамбент операторите кои што се присутни секаде во Европа, секако и кај нас. И се наметна како на светско ниво, посебно на европско ниво, секако и кај нас, потребата од преземање на мерки со цел да се овозможи поттикнување или одржување или зголемување на растот на инвестиции во развој на широко на мрежи кои што поддржуваат пренос на големи брзини. Пред да почнеме додуше со целата презентација, малце да бидеме појасни, ја имавме таа среќа што Законот за електронски комуникации е донесен неодамна и е прилично свеж за оваа тема. Во Законот за електронски комуникации ни е дефинирано дека мрежа, електронска комуникацијска мрежа за обезбедување на пренос со големи брзини представува комуникацијска мрежа која овозможува широко појасен пристап до услуги или бродбенд со брзини на пренос од најмалку 30 мегабити во секунда. Тоа ни дава нас како агенција една добра дефиниција од која што може ние да ја започнеме работата. Ако се сеќавате пред десеттици години имаше друга дефиниција што представува широкопојасен интернет, тоа беше 128 или 256 килобити во секунда и сите стратегии кои што се градеа понатаму од страна на полиси мекерите во државите и регулаторите се базираа на тие дефиниции. Сега имаме нова и многу интересна дефиниција, веќе имаме дефиниција за мрежа за пренос на големи брзини и тоа е 30 мегабити во секунда. Цела понатамошна работа, ако видовте и во однос на стратегијата на Европската комисија за Агендата 2020 и стратегијата која што ја развива Република Македонија и Агенцијата за електронски комуникации, ќе се базира на оваа дефиниција и сите маилстони кои што треба да ги мериме и во текот на годините ќе се базираат на следната дефиниција. Кога се разговараше за регулацијата од страна на операторите, го слушнавме прашањето што се случува со поттикнување на инвестициите, и констатиравме дека се потребни, а исто така констатиравме дека и приходите се намалуваат и заради тоа Република Македонија со носење на овој закон преку Собранието на Република Македонија се успеа една директива од страна на Европска комисија која што во тој момент се уште не беше донесена, сега веќе е донесена пред нецел месец, да се имплементира во македонското законодавство дури пред усвојување на Европскиот парламент. Тоа е директивата за намалување на трошоците за изградба на за мрежи со брз пренос на податоци и затоа сме многу радосни, затоа што ќе можеме една иницијатива која што навистина ни се допадна и нас да ја примениме побрзо од другите земји членки во
Европска Унија. Додуша тоа представува и голем товар за нас, затоа што ние ќе го пробиваме на некој начин патот како да се имплементира таа директива кај нас. Меѓутоа сме горди затоа што можеби за година-две ќе не викаат па да го обучиме и другите регулатори од Европска Унија како треба да се направи. Во однос на оваа директива, главно имплементирана во главата 9 од Законот за електронски комуникации, има повеќе членови, за некои веќе имаме разговарано, за некои сега првпат ќе разговараме, а секако за начинот како ние замислуваме да ги имплементираме, мислевме дека ова е добар форум да ги почнеме разговорите. Еден од битните членови кои што се однесуваат на поттикнување на, ние сметаме дека се однесуваат на поттикнување на инвестиции во областа на изградба на мрежи, представува членот 66, кој што вика дека секој субјект кој што управува со инфраструктурни објекти, утврдени со Законот за катастар во Република Македонија, врз основа на добиено писмено барање од некој оператор, е должен да му возможи пристап до неговата мрежна, до неговата физичка инфраструктура и со тоа да може да поставува своји елементи од електронските комуникацијски мрежи, меѓутоа се разбира за обезбедување на големи брзини на пренос. И понатаму, под фер услови, рокови и цени. Исклучоци според законот од ова одредба се, доколку се разбира тоа технички не е возможно, меѓутоа една од битните услови за одбивање на вакво барање представува и можноста на адекватен таков производ на адекватниот големо продажен пазар, доколку на таа територија, на тоа место каде што се бара, веќе има обезбедено големо продажен производ кој што може да се искористи за истата намена. И ова ни го дава правото да се вратиме на презентацијата од утринава, да кажеме дека заради тоа ние се трудиме на големо продажниот пазар прво да обезбедиме таков тип на услуга. Доколку во рок од 60 дена субјектот кој што управува со физичка инфраструктура не одговори на барањето на некој оператор, операторот има право до агенцијата да достави барање за решавање на спор, кој што ќе се решава по членот 53 од законот, односно решавање на спорови. И за тоа агенцијата ќе донесе решение во зависност од доказите кои што ќе бидат прибрани и да се разбира, сето тоа ќе се работи во соработка и со локалната самоуправа. Една голема активност која што представува за Агенцијата за електронски комуникации е креирањето на единствената точка на информации, која што треба да се креира ова година во Агенцијата за електронски комуникации, а потекнува од членот 67 од Законот за електронски комуникации, каде што стои дека агенцијата преку својата веб страна обезбедува единствена точка за информации со цел сите заинтересирани страни покрај другото да добијат минимални информации во однос на планирана изградба на јавна електронска комуникацијска мрежа од членот 75, ќе разговараме малку подоцна, и на постоечката физичка инфраструктура на субјектите од членот 66 кои што претходно ги спомнавме. Тоа значи дека на едно место на веб страната на Агенцијата за електронски комуникации треба да се собрани податоци за сите физички инфраструктури на субјектите кои што се дефинирани по Законот за катастар за недвижности, но исто така и податоци за сите електронски комуникацијски мрежи кои што ги поседуваат операторите. И сите тие информации не само да стојат, туку да бидат ставени во функција во насока на обезбедување на информации за секој оператор за планирање на неговата изградба на мрежи во насока на заедничко користење на мрежите и со тоа намалување на трошоците кои што произлегуваат од таквата инвестиција. Како агенцијата ја планира единствената точка на информации, тоа ќе биде веб сервис на Агенцијата за електронски комуникации, која што ќе биде во целосна врска со катастарот на недвижности на Република Македонија, со единиците на локална самоуправа во Република Македонија и со операторите, се разбира, кои што можат да
да си обезбедат секакви информации кои што му се потребни за планирање и изградба на нивните мрежи. Тука е само пример наведен на овој слайд како ние функционално замислуваме кои информации ќе бидат обезбедени од кој субјект на нашата единствена точка за информации. Како ќе го направиме тоа? Ние, колку што знаете, по законот кој што сега веќе не важи, имавме обврска за да креираме единствен електронски регистар на изградени подземни и надземни електронски комуникацијски мрежи во Република Македонија, која што ни беше во функција и ќе продолжи понатаму, се разбира, да биде во функција. Меѓутоа сега во изменета улога сакаме да направиме надградба на тој електронски регистар кој што се викаше порано, сега ќе се преименува во единствена точка за информации, зашто агенцијата веќе има предвидено средства за таква работа во оваа година и е предвидена јавна набавка за надградба на тој регистар кој што сега ќе се вика единствена точка за информации. Планираме да подготвиме тендерската документација со техничката спецификација до 1.7. оваа година. Ова за колегите треба мислам повнимателно да следат кои што се од тој сектор. Отворањето на понудите и почетокот на проектот сметаме дека треба да биде најдоцна до 25. август, а завршувањето, имплементацијата и примопредувањето на целиот проект рачунаме дека до 1. декември треба да биде завршен. Мислиме дека ќе можеме да исполниме ова работна задача, затоа што досега и онака ни постоеше електронскиот регистар и досега работевме со него. Ова е само дополнителна надградба, меѓутоа со нови функционалности кои што се надеваме дека ќе ги исполниме. Многу битна работа која што сакаме да ја ставиме над функцијата за добивање на информации преку оваа точка е дефинирана во истиот член 67, меѓутоа во последниот став од тој член е дека секој оператор ќе има право во електронска форма да поднесе барање за добивање на одобрение за градење, за поставување на елементи на електронска комуникацијска мрежа, меѓутоа за обезбедување на пренос на големи брзини, значи зборуваме секогаш за таков тип на мрежи. Барањето на операторот од единствената точка на информација ќе биде проследено до надлежниот орган за градење, а исто така во законот стои дека ќе мора да возможиме следење на почитување на роковите од страна на надлежниот орган кој што издава одобрение за градење. Тоа би требало некако да го представиме на следниот начин, значи операторот ќе добие потребна информација од единствената точка за информации која што ја обезбедува Агенцијата за електронски комуникации. На основа на добиените информации и со кои што располага таа точка, операторот ќе подготви потребната документација, електронски ќе го поднесе барањето преку единствената точка за информации, АЕК секако ќе го добие, ќе провери дали се е како што треба добиено од страна на документација и тоа барање ќе го проследи до надлежниот орган кој што издава одобрение за градење. И потоа ќе го следиме рокот на одговор од страна на надлежниот орган и се разбира ќе ги преземеме сите надлежности во согласно со овој закон за да се испочитува рокот за одобрение, рокот за издавање на одобрение. И на крај ќе обезбедиме информацијата дали барателот добил или не добил одобрение во согласно со неговото барање. Знаеме дека оваа задача ќе ни биде можеби уште потешка од единствената точка за информации, затоа што тука треба да имаме голема соработка со надлежните органи кои што ги издаваат одобренијата за градење. Знаеме дека исто така има меѓутоа сервис за електронско издавање на одобрение за градење, кој што ние планираме да го користиме, се разбира, и всушност ќе направиме само врската помеѓу единствената точка за информации и софтверот или сервисот за електронско издавање на одобренија, зашто морам да напоменам се и по сугестија на Министерството за транспорт и врски и во разговори со надлежните институции од оваа област е заклучено дека ќе мора да се претрпи и некои измени во
во Законот за просторно и урбанистичко планирање, во Законот за градење, за кој што барем во досегашната дискусија има слухи, има разбирање дека треба да бидат направени. Покрај единствената точка на информации и начинот на новиот начин за олеснување на добивање на одобрение за градење, кои што беа детектирани како едни од најголемите проблеми во досегашните дискусии со индустријата, тоа го заклучивме и ние преку правилникот посебно за начинот на градење на мрежи и јавните состаноци кои што ги имавме за таа намена и дискусијата која што беше отворена после јавната расправа за тој правилник. Сметаме дека не е доволно и законодавецот сметаше дека не е доволно само да се направат овие чекори, туку се потребни и други мерки кои што треба да ги преземе агенцијата во однос на намалување на трошоците за градење на ваков тип на мрежи, и затоа во членот 68 од ЗЕК стои дека треба да постои, треба да се овозможи всушност координација на градежните работи. Тоа значи дека кога правно лице што изведува градежни работи, а е финансирано од јавни средства, тоа значи сите јавни предпријатија во Република Македонија, кога имаат градежни работи од оваа област, треба да обезбедат по недискриминаторски и транспарентни услови, да секое разумно барање за склучување на договор за координирање на активностите, градежните активности од оператор за поставување на јавна електронска комуникацијска мрежа за пренос на големи брзини треба да го одобри и се разбира тоа под услов да не повлекува дополнителни трошоци од страна на инвеститорот кој што изведува градежни работи. Секој вакво барање се доставува до изведувачот за градежни работи од страна на операторот, и доколку во рок од 1 месец не биде постигната согласност, секој оператор има право до Агенцијата за електронски комуникации по член 53 од законот да почне постапка за решавање на спор, и ние согласно во законот треба да донесеме решение за решавање на тој спор, односно да, доколку е тоа потребно и доколку е економски оправдано, да му се наметне на операторот, оствари на изведувачот на градежни работи, да склучи договор за координација на градежните активности и заедничко инвестирање во однос на изградбата на на физичката инфраструктура и јавната електронска комуникацијска мрежа. Исто така, агенцијата, од кога ќе направи решение во однос на ваков тип на спор, треба сите информации на правните лица од претходниот став да ги објавува исто така во преку единствената информацијска точка од претходниот член од овој закон за кој што дискутиравме. Друг проблем кој што беше детектиран во досегашната работа беше дека во зградите, стамбени згради или не знам, стамбени за згради за колективно домување, не знам точно како се дефинира во законот за домување, се јавува секогаш конкурентен проблем од страна на операторите, затоа што немаат сите еднаков пристап до мрежната инфраструктура која што се наоѓа во зградите, и затоа во членот 69 од Законот за електронски комуникации се ставени некои одредби кои што кажуваат дека имателот на право на користење на физичката инфраструктура во зградата за мрежи со големи брзини треба врз основа на повторно барање од страна на друг оператор е должен по недискриминаторски услови и рокови да му овозможи пристап до точката за концентрација на таа зграда, а исто така треба да му овозможи пристап до физичката инфраструктура во зградата која што возможува големи брзини, во случај кога дуплирање на таков тип на инфраструктура е економски неефикасно или физички е непрактично, значи доколку не постои можност за изградба на паралелна инфраструктура и доколку таа повлекува големи инвестиции од страна на операторот барател, тогаш операторот кој што го има правото, односно имателот на правото за користење на таа инфраструктура мора да му обезбеди пристап на другиот оператор барател. Исто така, доколку на вакво барање во рок од 1 месец не биде одговорено, имателот на
таквото право може да покрене спор во Агенцијата за електронски комуникации, повторно по членот 53, и ние треба да донесеме решение врз основа на приложените докази. Се разбира доколку тоа е економски оправдано и технички можно. Претходно го спомнавме членот 75. Членот 75 е исто така значаен, меѓутоа се однесува на операторите на јавни електронски комуникацијски мрежи во Република Македонија и тоа се однесува на заедничко користење на некоја локација или на мрежни елементи и придружени средства, и стои дека агенцијата може, тука имавме дискусија дали треба преку анализа да биде оваа обврска наметната или во согласно со законот. Заклучивме дека дури и во согласно со законот агенцијата може да му наметне на операторот на јавни електронски комуникацијски мрежи за заедничко користење на тие средства или имот, дури користење на иста локација, односно колокација, а особено на неговата физичка инфраструктура, и да му се наметне обврска за координација на градежните работи во согласно со претходниот член 68 од овој закон, значи не само на јавните на правните субјекти кои што користат јавни средства, туку и на операторите кои што поседуваат јавна електронска комуникацијска мрежа, може да му се наметне обврска за координација на градежните работи. И сметаме дека со тоа агенцијата преку имплементација на овие членови ќе поттикне, ако не друго, заедничко поделување на трошоците за изградба на електронските комуникацијски мрежи и исто така користење на јавните електронски комуникацијски мрежи. Меѓутоа, останува членовите да бидат имплементирани, се уште ни се свежи, искрено да кажеме, и знаеме дека ќе имаме голема работа, посебно во делот на соработка со единиците на локална самоуправа, затоа што сметаме дека сите единици на локална самоуправа во Република Македонија не се нити исто опремени, нити исто обучени за еден ваков тип на соработка, меѓутоа ни останува на нас да го имплементираме законот и да ги спроведиме овие одредби. Тоа беше се што имав подготвено за презентацијата. Се разбира, доколку некој има коментари, забелешки или прашања, може слободно да се обрати.